Прво послание на апостол Павле до Тимотеј, 6 глава. Оние кои се наоѓаат под јарем, робовите, господарите своји нека ги сметаат како достојни за секаква почест, за да не се хули името Божие учењето. Оние пак кои имат господари што поверувале, нека не презираат зашто се верници, туку со поголема усрдност да служат, бидејќи тие што ги добиваат нивните услуги се верни и возлюбени. Така поучувај и советувај. Кој поучува инаку и не оди по здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос и според учењето за благочесноста, тој е помрачно од горделивост. Не знае ништо и е болен од празни препирки и распрашувања, од кои прозлегуваат зависта, карањето, хулењето, лошите мисли, залудни препирки меѓу луѓето што имаат изопачен ум, лишени се од вистината. Тие мислат дека побожноста служи за трговија. Бегај од такви. А голема печалба е на вистина, да биде човек благочестив и задоволен со себе. Бидејќи ништо не сме донеле на светов, јасно е дека не можеме и ништо да однесеме. Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние што сакаат да се збогатат, паѓаат во искушение, во стапици, во многу неразумни и штетни страсти, што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла е сребролюбието, на што некои му се предадоа, се отклони од верата и си навлекоа многу маки. Но ти, човеку Божи, бегај од ова и стреми се кон праведноста, побожноста, верата, љубовта, трпеливоста и кротоста. Бори се со добриот подвиг на верата, освој го вечниот живот за кој си и повикан и си дал добра потврда пред многу сведоци. Ти заповедам пред Бога, кој се оживотворува, и пред Христос Исус, кој ја посведочи добрата исповед пред Понте и Пилат, да ја запазиш заповедта чиста и безпрекорна се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, кој кога ќе му дојде време, ќе го открие блажениот и единствен владетел, цар над царевите и господар над господарите, кој е единствен, бесмртен и живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему нека му е чест и сила во сите векови. Амин. Заповедај им на богатите од овој свет, да не се гордеат, ниту да се надеваат во непостојаното богатство, туку на живиот Бог, кој ни дава за наслада се во изобилие. Нека прават добро, нека се збогатуваат со добри дела, да бидат штедри и сочувствителни. И на таков начин да си собираат со кривиште добра основа за еднината, за да постигнат живот вечен. О Тимотеј, пази го она што ти е предадено и бегај од нечисти и празни разговори и од расправи на лажната наука, на која некои се предадоа и се отклонија од верата. Благодатта нека биде со тебе. Амин.